И она што е барањето на овие компании, мислам дека ова треба да се случи за сите, не само за странските, и за домашните компании, вклучувајќи оние компании кои добиваат помош врз основа на закон за финансиска поддршка, да има еден унифициран пристап без разлика дали се тие компании странски или домашни, и без разлика дали се тие лоцирани во тирсови или не. Така. Начинот како се по сите меѓународни глобални правила, како и сметководствени правила, бидејќи сега се адаптиравме на најновите, но и по што значи тоа што е оправдан инвестициски трошок. И она што го кажавте вие, затоа сакам да ви кажам што се очекувањата во најголемите ризици кои се гледаат во 25-тата, бидејќи тоа произлегува од што било минатата година. Значи, дали е подобрена бизнес климата, имаме мали, не сакам да речам козметички, но имаме подобрувања. Но тие подобрувања треба да бидат врз основа на некој подолгорочен процес, бидејќи ние како компании до некаде служиме и како еден вид на здружение која прави така наречен policy advocacy.